Купувањето на стар автомобил предпоставува еден однос во кој купувачот најчесто оди на слепо, односно ги нема сите информации заради кои би се одлучил за тој чин купување на стар автомобил. А со оглед на тоа што господинот Мисковски е познат по тоа што лесно може да ги сокрива своите вистински намери за одредени наративи, кои често дури и не се ни сокриено енигматични, не би купил таков автомобил секако. Јасно е дека тоа е баш добра одбрана, да речеме, добро одбрано прашање заради тоа што ние сега во тоа е, да речеме, влегувајќи во зоната на подготовка на изборите, секој ден се сретнуваме со едни ситуации кои никому не му се јасни, дури од кога се случат, луѓето се прашуваат што беше вистинската намера, зашто е тоа се случило така, дали изборуваме за последна вчерашна седница на градското собрание, дали изборуваме за прашањето дали ќе може да се гласа за нешто, да не се гласа за влада, да се стават собствени министри. Тоа се, да речеме, сосем актуелни работи, а особено не за оно клучното прашање, но и клучното прашање предпоставува што вие му нудите на гласачот на парламентарните избори, што вие мислите за евроатлантската концепција на нашата надворешна политика, и што значи тоа кој ќе бидам избран, ќе кажам. Мислам, тоа е значи баш она што мачка во вреќа, нали, нашиот народ има еден таков убав израз, мачка во вреќа, значи дали вие можете да си одредите својата судбина, судбината своја, на семејството и на државата во крајна линија, на некој што вели изберете ме, па ја ќе правам она што ќе правам како власт, нали? Нема да бидем ограничен, барем до следните 4 години. Мислам, ќе имам право да правам што сакам буквално, и да клучните работи во државата да ги сам да си ги креирам и да си ги спроведувам, без да сум создал некаква облигација према оние што ме избрале. И никогаш некој не може да му замери, па ми избравте, ќе рече. На невидено, нали, она пак ќе речеме еден израз обичен, може да и уличен. На невидено, да. Тоа може да се случи само на автопазар, каде што сепак луѓето сепак ќе си побараат додатни прашања, можеби ќе го зеднат во автомобилот, ќе сака да го провозат, ќе повикат некој пријател автомеханичар. Во изборите тоа не можете да го направите ако веќе до денот на гласањето вие не знаете кои се клучните политички опции кои ви ги нуди главниот опозиционер. Секако дека ние сме жртва прво на тој руски свет и секако дека Путин во својот последен говор во Кремљ, наредејќи ги тие карактеристики на тој свет, лесно би се нашле во тој свет, со оглед на тоа до каде мисли тој дека тој свет се простира. И таа негова пропаганда е прилично има фатено корен кај нас. Морам да речем дека делумно тоа можеби се должи на некакви историски релации, ако морам да речем дека историјата не потврдува дека ние сме имале многу релации со Москва, секогаш тие биле индиректни, главно преку Бугарија кои стигале до нас, после 45-та стигале и преку Белград, но тие битно влијат на нашиот живот, на начинот на кој луѓето размислуваат црно-бело. Црниот свет е, се разбира, западниот свет, нашата иднина е во преклонување кон источниот свет, односно она што значи уствали руски свет, кој ќе речеме источен, тука има многу различни, да речеме, сегменти од тој исток кои се сами за себе посебни вредности, али збориме пред се за руска кога се мисли за некаква источна политика и која се постоличува кај нас како нешто што е толку силно, толку светло, толку просперитетно, што едноставно тоа е нашиот план Б, кој не постои. Низ овој текст што го споменавте, да, јас го кажувам, тој е многу карактеристичен. Токму заради тоа што Западот го има најмалку 5 пати
спасувано од глад. Значи, ние зборуваме за глад во едни невидени размери, зборуваме за милиони жртви од глад, кои таму се јават. Јас само го користам примерот од почнувајќи од 1891 година, па навам, иако тоа претходно не постоеле релации за да се дава таа помош. Иначе, мислам дека руската империјална политика, која се разбира многу векови назад, постои, секогаш се спроведувала со празни амбари. Тоа е она што мислам дека дури и сега тоа се осеќа, почнувајќи од она што сега се јави како голема паника во продавниците во Русија. Снемале јајца, меѓутоа видите, јајцата се некаков крајен производ во една репродукција аграрна, и тоа сигурно укажува дека таа држава мора да има проблеми. Знаете, водењето војна е секогаш, а бидејќи кај нив е континуитет, постојан континуитет, вековен континуитет. Значи, скоро да не постои, ако гледате, не постои година у која тие не војувале, барем може да се рече некаде до 46-та година, па потоа има една известна пауза, па пак после се јавија тие војни. Знаеме интервенциите во Унгарија, па прво во 53-та, во Источна Германија во 53-та, 56-та беше во Унгарија, во Чехословачка 68 година, војната со Кина, која ние забораваме, меѓутоа таа беше сепак еден сериозен судир меѓу две големи сили, кој се одвиваше 72 година. Значи, ви секогаш се постојано се и на крај една војна која мислам дека ја го уништи Советскиот сојуз и го обрза неговиот пат, тоа е војната во Авганистан, која се случи во 1976 година. И зашто збеме, значи да почнеме од она, 1891 година е таа која еве зимаме на време кога имало голема глад, таа е врзана во предвечерието на руско-јапонската војна. Едноставно вие сакате да влезете во војна со една, сепак тогаш и веќе една велесила. Тоа беше битка кога тогашниот царска Русија дојде до Пацификот, ја изгради Транссибирската железница, ги освои сите оние сегашни републики што ги велиме, и тоа ги освои релативно со малку жртви, бидејќи тие не беа така организирани. И дојде таму и во една ситуација сака да влезе, да продолжи, да тоа едноставно стане некој перпетум мобиле, иако таа е во основа една сиромашна аграрна земја. Во нејзината војска влегуваат мужики кои одвај самите се прехрануваат, тие се одделени од семејствата, тие треба да ораат, да копаат, да носат храна за своите семејства, и вие ги со години вие практично ги влечете од војна во војна. Во таа ситуација се јавува глад, и тоа била толку масовна, со тоа што Соединетите Американски држави во тој период се главниот снабдувач, односно надминувач на таа криза со храна во Русија, се води, се собира храна од целите Соединетите Американски држави. Има тука во некој контекст обид да се создаде ново сојузништво на Пацификот контра Јапонија, и да не била таа американска помош, Русија не би можела сигурно да ја води таа војна. Знаете, бргу се заборава тоа, затоа што они имаат таа нивна пропагандна машинерија, тоа некаде го става во заборов. Докаже да еден од нивниот најголем сликар во она време има направено слика што ја покажува како американските фармери се собираат, носат жито на некои пунктови за да се носат за Русија. Таа слика е забранета да се. Таа не се прикажува во ниеден руски музеј, никогаш не е прикажана. Замислете. Постои, не е Постои, да, и на цивил медија, кај текстот ја пуштам јас да се види како таа е направена. Вториот голем глад се случува за време на Првата светска војна. Кога би збориле за Октомвриската револуција, ја не сум толку, да речеме, приврзан за идејата дека тоа, да речеме, освестениот пролетаријат
се солидаризирал и тргнал да ја сруши царска Русија. Не. Но тоа, Русија веќе водеше 3 години војна. Војниците се мобилизирани војници. Во нивните семејства нема кој да се грижи за нивното мало стопанство од кое они живеат. И тие се свесни за тоа дека дома нивните најблиски гладува. Значи, тоа веќе 3-та година војна во 1917 кога се случува двете, февруарската револуција и после октомвриската револуција. И после тоа продолжува граѓанската војна во Русија, која трае до 1921 година. И кога се става сето тоа црта, се работи за милиони изгубени животи во класичен глад. Значи, дури се забележани случаи на едноставно човекојадство. Затоа што канибализам, значи до таму се срушени сите морални норми, бидејќи луѓето не можело да живеат. Дури случај да родителите ги јаделе сопствените деца, што е стварно страшно. Меѓутоа постојат докази, постојат фотографии, постои се. И во тој случај, иако после завршувањето на таа граѓанска војна имаше војна меѓу западните сојузници Англија и Британија пред се со новата црвена власт, Соединетите американски држави кои навистина не беа во војна и никош не биле во директна војна со Русија и со поточниот Советски сојуз, исклучиво со нивната помош е надминат тој период, се разбира за тоа требало уште година-две, за да се прехране она што останало после целата страшни војни. Има нешто многу околу тоа и во кај нас омилениот, балем во мојата генерација роман Доктор Живаго, после беше снимен. Многу добро е опишана и таа граѓанска војна, меѓутоа сето тоа е придружено со глад и со ограбување. Ви не можете да држите војски, милионски војски, а да тој не се хранат, нема кој да ги едноставно обезбедува со храна, да не зборуваме дека се тоа војни главно водени со коњи. Значи тие morate да ги храните и коњите. И тоа е со житарици, со овоес, например. И тоа е вториот пат кога Соединетите американски држави ја спасуваат Русија од глад. Третиот пат се случува во 1931 година. Тоа е кога Сталин го колективизира аграрот. Значи тоа е еден систем, премина еден друг систем кој ги обесхрабрува, да речеме, обичните луѓе да работат за некој друг, тоа нивната свест се разбира дека тие треба сега да прават, да влезат во задруги или во она што и кај нас го имаше како задруги или колхози, совхози, кај нас тие се поголеми стопанства аграрни, да го дадат своето земјиште, својата приватна земјиште, својата стока, сето тоа што го имаат. И тој премин не доведува до пораст на аграрното производство, туку доведе до нешто што оди назад. За илустрација, ние гледаме сега дека Украина и Русија кои се во војна се уште извозници на храна. Зашто се извозници? Затоа што сега имаме сосема друг начин на производство. Тој не е Украина го има плодното земјиште кога се работи за житарици во светот, тоа се смета тоа поточе на кој се наоѓа Украина. Меѓутоа, Украина е најголема жртва на таа глад во 1931 година. Таму умираат 6 милиона граѓани. Во целиот тогашен веќе Советски сојуз 9 милиони граѓани умираат од глад. Иначе ние можеме за некаква паралела да кажеме дека не беше средна ситуацијата ни кај нас во Југославија, затоа што тој премина друг тип на производство. Исто кај имаше тешки драми за искрена на нашето население. Меѓутоа, ако гледаме за Русија, значи 1931, дури иако постоеше веќе се разбира голема идеолошка разлика меѓу Америка е таа која главно помага со храна на населението и тоа се потребни многу години тоа да се население балем елементарно исхрани. Следната глад се случува после крајот на Втората светска војна, кога веќе започнала на ладна војна и така натаму, меѓутоа тоа не спречува да Америка пак даде помош на Советскиот сојуз.
Тоа е вистина дел од онаа храна која таа имала заради како дел од водењето на Втората светска војна и незините залихи од храна таа ги дава и подарува на Советскиот сојуз. И тоа е еден момент кој е многу битен. И тоа никога во историјата не се споменува, знаете, тоа е една чудна фиксација на Западот како ѓаволско гнездо или нешто што кој е извор на сите зла на овој свет. И вие не треба да зборите, иако тој истите луѓе вас ве прекраниле, знаете. А полни биле сигурно площадите со пароли против Западот и така натаму. И тоа се случило. Ние дел од таа помош има земено и Југославија. Тогашна, бидејќи и она била во глад, тоа е познатите Труманови јајца се познати, тоа се уствари цели пакети, дел се во метални контейнери кои се фрлани со падобрани уште во 1943 во Далмација, кај што можеле авионите американски да дојдат. Потоа доаѓа и кај нас. И јас лично сум ги гледал кај соседите, веројатно беше рестриктивна таа помош. Јас сум 53-та роден, значи се уште постоеше таа помош. Таа беше институционализирана, имаше посебна меѓународна институција за делење на храна, во која најголем придонес даваше Америка. Тие се Труманови јајца кои нали беше. Или да речеме нешто што ние после ги нарековме зонка сирење, немаше начин како да го наречете. Сето тоа е значи топено сирење, кое лесно може да се намачка на леп и така натаму. Значи тоа исто така е многу значајно, бидејќи да, точно е дека Советскиот сојуз изгуби 22 милиона. Меѓутоа Советскиот сојуз претходно изгуби многу во логорите, Сталиновите логори, тоа се 100 милионски жртви кои продолжија кога нали се и после Втората светска војна. Тоа се многу големи жртви кои просто не можат да се сватат како кукави се тие во бројки. Но и после, да речеме, подобрување на односите меѓу Истокот и Западот, олицетворение беше Горбачов, нали, која комплетно ја сврте својата политика кон Запад, меѓутоа и тој доби во 1986 година, иначе следната година беше позната по Чернобил, земјата падна во глад. Немаше, знаете, вие ќе ја сменивте на дворешната политика, не го сменивте системот кој треба да произведува. И повторно доби од Соединетите американски држави, бидејќи имаше добри односи токму меѓу Реган и Горбачов, знаеме дека има чести средби и така натаму. Тоа го направи Америка на еден начин кој е својствен за оној кој навистина дава со добри понуди. Никогаш не се пофалија со тоа. Меѓутоа народот во СССР веќе знаеше, ги викаше тие Реганови вутки. Тоа беа уствари свински полутки кои одеа и ги добиваше по одредено семејство. Мислам, за да може да се прехрани во тие ситуации. Иначе беше срамно да кажете, кај еден таков Советски сојуз прима донации во храна. Тоа е оној свет, знаете, постојано се храбри однатре, создава една лажна слика за собствената моќ. Ние го видовме на крајот на краишта една сегашна војна, видовме дека големата Русија се скрши за една недела во нападот на Украина. Тогаш кога Украина рече да се брани и кога имаше веќе помош од Западот. Тоа значи дека се е тоа една голема лажна слика. Само во Бугарија 2 тенковски армии донесе за Црвената армија тогашна, значи донесе тенковски армии, значи тие си во план да те освојат, мислам. Тоа беше во ситуацијата, да. Тоа е во план, тоа имаше судир меѓу Кина и Виетнам и бидејќи СССР, односно Леонид Брежнев подпиша договор со Виетнам дека ќе го брани со напад на Кина, дали се разбира, и тоа е светски судир. Стално сме биле таму. Ние не сме војувале со западните сили, да сме имале таа трсјанска криза, ali овде, во овој дел. Вие тоа никогаш не сте го апострофирале фактот дека вие скоро и да не сте добиле копејка од, да речеме, од 63-та година, кога имавме вистина помош во земјотресот. Ама од тогаш наваму нема копејка во оваа земја. Ние сме единствената земја
што станавме независни, и Босна и Херцеговина, кон која Русија не го исполни, не го плати својот надворешен долг. Они се во дефицит со нас. Значи, до распадот на СССР, нас ни должат 78 милиони долара. Тогашни 78 долара. И ако ги се, да, тоа би требало да се разбира во нормален спор, ако отворите и камата. Има некаква камата која се случува. Ние и Босна и Херцеговина сме единствени. Кон кој Русија не се раздолжи. И тоа никој не, знаете, во политиката никој тоа не го апострофираше. И што се случи? Тој капитал отиде во приватни раце на овие што се сега на црна листа, на еден од нив, преку Чекословачка. Односно Чешка, се извинувам. Чешка бидејќи отвори таму фирми и отидоа дали сите пари или дел, не. И никој тоа не го брани, никој не го поставува кај нас како проблем. Извинете, господине Лавров, да, ние сме дел од вашиот свет. Зашто? Затоа што ни должник. Должник сте. Како да ви обяснам, тоа светот е основа сега на постоење на светот, на оној свет кој ние постоиме, либерален капитализам, и они наводно, и ние, нали? Али вие мора да се раздолжите со тоа. Еве ви еден токаш, да не зборам за тоа како е кроена историјата и ова што го кажа претходникот во однос на тоа кој бил вистински непријател. Речеме, Соединетите американски држави се единствените кои имаат вложено демарш во Софија пред нивните трупи во Втората светска војна да дојдат и да ја окупираат Македонија. Има еден полковник Донован, бидејќи имал воен аташе таму, и тоа е историски. Каде ние сме го виделе? На македонската борба има музеј, стои таму тоа декларација, демарш кој го пушта американската влада до идниот бугарски окупатор, им видели никако вие не смеете да влезете во Македонија. И тоа се однесува точно на Македонија, бидејќи ги чита нивните намери. Ме сакате? Значи, каде сте го виделе? Каде го учат учениците во тоа? Сега ние збориме било ова, било она. Не збориме ние за 13 деца од Ваташа, зборуваме за генерална една политика која им вели дека после војната вие ќе настрадате за овој чекор, да знаете дека меѓутоа војната имаше, знаете, каков крај, така натаму. Кога ние сега немаме, ние сега нешто го забораваме, оно што се случило вчера. Па ние имаме снимки, видео снимка од средбата меѓу Борисов и Мицкоски, нали, кој веќе го спомнавме. Што речете на тоа видео во однос на односите со Бугарија? Се спротивно од оно што сега го говори, дека постои бугарско вето, дека не може тоа да го поднесе, така натаму. Тој рече дека ние нормално ќе си ги развиеме односите, ја прифати договорот со Бугарија, кој ние го случивме 2019 година, ми се чини, и прифати сите одредби. Зашто сега негира дека постои и бара поништување на Преспанскиот и на договорот со Бугарија? Со НАТО малце потешко ќе биде за душе, ама она со Бугарија мора да каже дека ти си се согласил со сите членови во тој договор. А сега се повикуваш на еден член и тврдиш дека тој е агресивен и така натаму. Не, ти си го прифатил и треба да се снајдеш во тој свет. Ама ти сите работам на тоа дека кај нас се навистина многу брзо се заборава. Навистина многу брзо се заборава се, буквално се.